Благодарам, почитуван председавач, почитувани колеги пратеници, почитувана колешке Кузмановска, за се што кажавте во вашиот говор во областа здравство. Крајниот ефект треба да го имаат пациентите или граѓаните на Република Македонија, а за состојбите и услугите во здравството кажуваат самите тие дека не се задоволни. И покрај огромното незадоволство, состојбата на пациентите со вашите фалби, со вашите креативни говори не се подобрува дефинитивно, затоа што не се води грижа за нив, се водеше за жал повеќе грижа за да се вдомат, односно да се вработат повеќе партиски војници ваши од вашата партија, со тоа што се назначија економски директори на клиниките за кардиологија и за гинекологија. А баш вашето предизборно ветување беше дека во постоечките ќе се укинат економските директори и управните одбори во постоечките 27 универзитетски клиники, кои што според вас тогаш беа само финансиски товар, а сега назначените не се товар. Контрадикторни сте со вашите ветувања. Се што ветивте и што не ветивте исполнивте, за жал. Парадоксот е тоа што во исто време назначувате директори, а во исто време во итната медицинска помош насекаде фали кадар, насекаде фали опрема, има недостаток на персонал. И во 2016, ако имаше 11 екипи на итна медицинска помош во Скопје, сега има само 5 екипи на медицинска помош, што е многу малку, затоа што по некои европски стандарди би требало една екипа да има на 15.000 жители. И значи дека се потребни од прилика околу 60 возила за да се задоволи барем оној солиден минимум за да бидат задоволни граѓаните и да се покриени во однос на итната медицинска помош. Пробавте да подобрите ситуацијата во итната медицинска помош со тоа што пренаменивте 8 возила од Министерството за земјоделие во возила за итна медицинска помош. Па вие сте стручна, докторка сте, па можете ми објасните како може тие возила од Министерството за земјоделие со такви карактеристики кои што ги имаат да бидат пренаменети во возила за итна медицинска помош. Во вашиот говор спомнавте за транспарентност. Транспарентноста ваша е за жал на проформа. Затоа што и за демократизација. За каква демократизација зборувате кога точно организиравте јавни расправи во ова собрание, но реални треба да бидете дека сите заклучоци што се донесоа, а и забелешки што се донесоа, ќе ве потсетам за јавната расправа за прогресивниот данок. Стопанствениците, Стопанската комора ви дадоа забелешки за прогресивниот данок, не ги применивте, за да после известно време го прекинете прогресивниот данок и го вратите рамниот данок. Тоа е, вие велите транспарентност, ама не е само проформа да ги држите, вие треба да ги имплементирате во законите. Исто направивте со основно образование законот, исто направивте со високо образование законот и со низа закони што ги носите проформа. Бенефит кај граѓаните не може така се постигне. Мора да ги слушате, ние ви предочувавме и за законот за основно образование. Вие имате намален од 3,9 милиарди креиран буџет, имате само 380 милиони за капитални инвестиции, а ветувате економски раст од 3,8. Па како ќе постигнете? Кога пола година имаме изборна година и дефинирање на влада. Пола година ќе помине така. Ако стигнете до 3,2 економски раст, треба да бидете среќни. Не давате реални ветувања, се залетувате и во буџетот и со проектите, а немате капитални инвестиции, автоматски нема да имате и економски раст вие што го проектирате. И затоа не ви веруваат граѓаните, затоа на 12 април ќе бидете поразени.